Председателка на левите и десните, на македонците и на сите националности, на мажите и жените, пораката за единство на новата шефица на државата Гордана Силјановска-Давкова влива сигурност кај граѓаните и ја оддава нејзината самостојност, со која ќе носи државнички одлуки, коментира професорот по меѓународни односи при Штипскиот универзитет Дејан Маролов. Како и во кампањата, таа уште еднаш даде ветување дека ќе биде председателка на сите, без разлика на партиските, националните и половите разлики. Тој вели дека овие зборови на Силјановска вливаат надеж и сигурност кај граѓаните. И отвара дебата и се ствара еден притисок во јавноста кој влијае на самите парламентарци да размислат одново за носењето на тој закон. И тоа е тој инструмент. И тоа секако дека кога го кажува ново избран председател, кај што се очекува влада од да биде формирана влада од политичката партија која не ја предложила, и те како влева сигурно затоа што најавува во стартот дека ќе действува дури и против законите предложени од под наводници политичката партија која поддржувала, ако смета дека тие не се во ред. Во низиниот моќен говор од собраниската говорница, Силјановска-Давкова не пропушти да напомене дека ќе го користи правото на вето, самоуверено и по своје убедување, секогаш кога таа самата ќе процени дека треба да го стори тоа. Овие пораки на Силјановска значат дека новата председателка ќе биде шеф на сите и самостојно ќе извршува функцијата без никакви политички влијанија. За делот аналитичарите, ова е главната порака во првиот председателски говор на Силјановска. Потврди дека ќе биде председател на сите граѓани, ќе биде независна во однос на политичките партии со свој став и со свое мислење. И следејќи кампањата, мислам дека тоа е само потврда на тоа што и претходно го гледавме. Зборувајќи пред претениците, Силјановска-Давкова им упати силна порака на жените во Македонија. За секоја успешна жена стои прекрасен маж, вели председателката, и уверува дека во Македонија има умни и посветени жени кои се потребни во политиката и на раководни државнички функции.